Значи, проблемите за кои зборува колегите не се од вчера. Овие состојби траат со години и ние сме разговарале за овие теми при сите средби на еснавските здруженија, на ЗНМ и синдикатите, но чинам дека вака јавно документ прв пат создаваме, што може би е задоцнето, но како се вели подобро некогаш отколку никогаш. Спомнаја колегите што содржи овај манифест. Има 9 точки, јас ќе ги прочитам. Првата е фондот, основање на фонд за производство на медиумски содржини, промена на правната регулатива со цел задолжување на националните радиодифузери да вработат дописници од сите плански региони во државата, поголема транспарентност на националните и локалните власти и прекин на практиката на создавање паралелни псевдомедиуми во рамките на кабинетите, препознавање на јавниот интерес од страна на правосудните органи во поглед на правото на слободен информирање во случаи во кои новинарите се тужена страна, поголема ажурност на полицијата и правосудните органи во случај на напади и закани врз новинари и медиумски работници, формирање на јавни сервиси, локални или регионални медиуми во планските региони, поддршка на локалните медиуми преку субвенционирање на придонесите за пензиско и здравствено осигурување за новинарите и медиумските работници, воведување на активни мерки за вработување на млади новинари и медиумски работници во локалните медиуми, обезбедување простории за новинарски пресцентри за потребите на локалните новинари и дописници. Кажаа колегите дека состојбата е повеќе од загрижувачка во локалните средини. Јас искрено се надевам, не очекуваме никој дека сите овие проблеми ќе ги решиме веднаш, сега и одма. Искрено се надевам дека ќе допрат до сите оние до кои што се адресирани, затоа што на вистина се соочуваме сме во исклучително тешка состојба, и тоа на штета не само на новинарите и на новинарството, туку на целата јавност и на општеството. На овој начин, со создавање на вакви медиумски пустини во регионите, ние отстапуваме простор на пара медиуми, на пара новинари и на дезинформација.